Кога Европска куќа Велес пристапија до мене и ми кажаа дека од Вардарски плански регион, пошто тоа е единствена европска куќа во Вардарскиот плански регион, треба да номинираат 3 успешни жени, кои што понатаму би требало да одат во трката за најуспешна или европска жена на годината. Јас први се внасмеав и кажав, па не сум можеби јас најуспешната што треба да ме номинирате, сигурно има многу други луѓе кои што прават многу повеќе за општеството и општествени промени. Едноставно ми рекоа, најдовме досега 2 жени од Вардарски плански регион, сметаме дека навистина ти ќе бидеш погодок и сметаме дека навистина со тебе дури можеме и да победиме, бидејќи самиот процес беше од 7 региони каде што има европски куќи низ Македонија да бидат номинирани 7 жени, вклучувајќи ме и мене, и на тој начин потоа во процесот да не поддржат представници, односно амбасадите на државите кои што се дел од Европската унија овдека кај нас и да бидеме на тој начин представени со она што ние го работиме како активистки и правиме нешто во рамки на општеството, односно сме двигатели. Така да, кога веќе ги дале номинациите и меѓу 3 жени од Вардарски плански регион, кога го виделе моето име, сите одлучиле тоа да бидам буквално јас. И потоа кога во изборот кој да ме застапува мене како лице што треба да бидам представено од страна на дипломатскиот кор, односно од амбасадорите, господјата Росана Дуџак од Обединетите нации, која што е постојан координатор на сите програми на Обединетите нации, која што ми е и лично позната, со која што досега сум соработувала, била присуствувала овдека во Велес, ги видела сите активности кои што ги работам, лично сум била нејзин избор дека таа сака да ме представи. И во тој период додека траеше сликањето пред кампањата, кога се видов со неа, таа ми кажа, мене ми е чест што денес јас се сликав со европската жена на Македонија. И јас само се насмеав и кажав дека рано е да имаме такви прогнози, заради тоа што верувам дека и сите други кандидатки се навистина со богато минато, со богато искуство и дека навистина и тие заслужуваат и ќе видиме на крајот што ќе се случи со целата приказна. Така да во тој период од 7 дена, кога една по една од жените не представуваа европските куќи, јас како последна 7 кандидатка бев представена на 4 март, за да од 5 март веќе започне гласањето и да трае до крајот на 7 март до 24 часот. И практично титулата Европска жена на годината требаше да ја понесе онаа жена која што ќе имаше најмногу лајкови, односно најмногу можеби коментари, буквално се во однос на работата која што ја работи. И сега тие 2 дена додека се собираа гласовите беше практично еуфорија и во мене, меѓутоа и во сите оние луѓе кои што мене ме познаваат и се дел од мојот живот, дали се тоа моите најблиски, моето семејство, моите соработници, вработените кои што работат во организацијата која што јас ја застапувам, потоа познаници, пријатели, корисници на услугите кои што ние ги работиме, сите беа навистина многу возбудени од целата таа случка, заради тоа што сметаа дека навистина правиме големи поместувања во општеството, навистина заеднички како тим, како соработници правиме многу за да го подобриме животот на лицата со попреченост на старите лица и тие сметаа дека навистина треба да се заземат и малце повеќе да работат и да ми помогнат да бидам јас европската жена на годината. И одовде сакам да им се заблагодарам на сите кои што ја споделуваа мојата слика, кои што кажуваа која сум, што работам. И на тој начин во период од 2 дена практично да соберам најмногу гласови од сите оние номинирани жени и нели да ја однесам титулата Европска жена на годината. Ќе кажам дека бев многу радосна во целиот тој период, додека се случуваше сето тоа, заради тоа што многу интересно да гледате како постепено растат гласовите, какви убави коментари добивате од луѓето кои што пишуваат, па дека браво, дека ти си вистинската, наградата ќе отиде во вистинските раце, конечно требаше ова да се случи, па некој да ти даде такво признание, ти си храбра, ти си силна, ти си неустрашива. Имаше секакви коментари и јас благодарам на секој коментар кој што го добив од луѓето кои што ете гласа, заради тоа што само на тој начин ми се потврдува сето она што го правам и дека сум на вистинскиот пат.